Ова е оние закони кои што беше донесен по европско знаменце, а врска нема со европска регулатива. Па тука сакам тој што го предложи да излезе и да објасни што има врска Закон за минерални суровини, доделување концесии со истите со согласување со европска регулатива. И токму поради вака предложените закони се читаме во извештаите на Европската комисија и ке не опоменуваат европските функционери дека правиме злоупотреба на носењето на законот со европско знаменце, но не се кидеме сега во материјална расправа и да ја покажеме на македонската јавност каков закон доби презнак со европско знаменце и зошто толку се брзаше дискусијата по овој закон. Не баре беше најприоритетниот закон во собранието во време кога имаме и масовни штрајкови и барања на сите сфери на општеството да се донеси и самата дискусија траеше непрекинато 3 дена. Имавме по она што ни го дозволува деловникот неколку амандмани кои што вреди да се напомената, за кои што не се усвои ниту еден, кој што иде во насока на вклучување на јавноста, на вклучување на жителите и создавање на систем кој што ќе ги исклучи човечките фактори од одлучување, од лично одлучување и ќе се премести во колективното одлучување, за да не може корупцијата по која што сме познати во светот, за која што се најдовме на 111-тото па на 87-то место, да нема допир и да не ги пушта своите пипци во ваквите закони, но едноставно тоа со оваа влада е невозможно. На почетокот вреди да се напомене дека една пратеничка од владиното мнозинство побара одржување на јавна расправа по овој закон, за да потоа да не известат дека стенограмите не ги нема и дека не може такво барање да се процесуира, затоа тоа пратеничка која што во моментот не беше во државата, едноставно не го поднела тоа барање и покрај тоа што сите кои што сме се уште здрави и живи во таа комисија видовме дека пратеничката ја побара јавната расправа, но не се треба концесиите да врват, треба да се плаќа рушвет и токму заради тоа не се одржа јавна расправа, па граѓаните да може да видат што им се подготвува со така поднесен закон. Воедно вреди да се нотира дека на самата расправа, кога се расправаше за амандманите, една од пратеничките која што е председателка на партија која што го носи презнакот зелени ја напушти дискусијата и не беше од тука, односно не учествуваше на расправата, само за да не се соочат со аргументите преку кои што беа направени овие амандмани врз основа на размислувањата на оние организации кои што се занимаваат со животната средина. Но ајде да идеме дел по дел. Ние баравме да има јавна расправа во еден амандман и да не одлучува градоначалникот, туку да одлучува советот. И зошто го баравме тоа? Затоа во советот има представници од сите политички партии и се одзема можноста на едно лице да му се даде моќта да одлучува за одредено нешто. Односно советот преку дебата и преку вклучени на сите партии, политички партии или независни советници да дискутираат и мнозинството од советот да одлучува дали ќе може таму да се додели одредена концесија или не. Доколку беше позиционирано, односно вака е позиционирана сега на градоначалникот, кој што е еден, кој што може да одлучува, тогаш можноста за корупција е многу поголема, а интенцијата на законов е токму таа, за да може да се плаќа рушвети, за да може да има корупција и ништо друго. Понатаму, баравме размислувањата на советот да се даваат во улога и во акт на согласност, а не на мислење. Затоа што ако се дава во акт на мислење, тоа мислење може да се почитува, а може и да не се почитува како што е интенцијата со законов. Но доколку се дава согласност, таа согласност ќе биде обврзувачка за оние кои што сакаат да доделат концесијата на тој што е заинтересиран да ја земе, но нормално тоа не се усвои и нормално овие што го носат презнакот зелени се правеа како да се од друга држава или дека не разбираат што зборуваме и конечно се ставија на единственото зелено што ги интересира, а тоа е цифрата, односно банкнотата од 100 евра од еврото. Понатаму, велевме дека е многу потребно да се организира јавна расправа по наликот на носењето на деталните урбанистички планови. Тоа беше личен предлог кој што сметам дека е многу разумен, заради тоа што вие кога носите детален урбанистички план, има јавна анкета. И вие можете, секој граѓанин може да поднесе поднесок и одделението урбанизам има законска обврска да му врати. Нормално е, доколку во вашата општина се доделува концесија за вадење на некое природно добро и вие да имате право да поднесете анкетен лист преку таа јавна анкета и потоа општината да ви одговори на вас. Вие легитимно да поставите прашање кој што тој што го ја дава концесијата или институцијата која што ги уредува административните работи на територијата каде што се дава концесијата да ви одговори по закон. И тоа е нормално. И тоа е во ред, но и тоа не се усвои, нели нормално, заради тоа што
Треба овој закон под рака да помине, за да може истите оние кои што сега земаат концесии на начинот на кој што земаат да продолжуваат да ги земаат. И она што е особено интересно во овој закон и со кое што не гледам дека некој особено го акцентира, е дека во овој закон, внимавајте меѓу другото, во оние природни добра преку кои што сега се овозможува да се дава концесијата е песокот. И тука е работава со овој закон. Како полесно да се направи начинот достапен за да се добие концесија, како да не ги следиме препораките да вклучуваме повеќе колективни инстанции во самото решавање за тоа кој ќе добие концесија, туку да можеме што е можно да ги скратиме постапките, да одлучува еден човек по можност и тој да одлучува на кого ќе му се даде концесија. И тоа е еден огромен проблем со кој што се соочувате вие како владено мнозинство. И од тука би сакал да кажам дека ако веќе разговараме за унапредување на животната средина и тоа како да ја скратиме корупцијава, треба да ги слушаме оние кои што уредуваат таа тематика одблиску. А заради тоа што одбивате да ги слушате таквите групации, исто како што одбивате да ги слушате синдикатите и така натака, ви се случува ова што ви се случува сега во држава. Затоа што сакате да ги носите законите и да имате предимство на корупција и на профит, а не сакате да носите закони, кои што ќе ги уредуваат нештата за да можат граѓаните да имаат одреден бенефит. Затоа би сакал да кажам дека вака концепиран закон прво не заслужува да го носи презнакот европско знаменце, а второ е срамота затоа што не уредува ништо, затоа што нема да заштити ништо од животна средина и само ќе продолжи да ја зголемува корупцијата во Република Македонија. Ви благодарам.